Центарот за култура Бели Мугри е една од институциите во државата што заслужува поголемо внимание, затоа што и како објект представува репрезентативна градба од повеќе аспекти. Ова, меѓу другото, го истакна министерот за култура Роберт Алагјозовски при посетата на Кочани и по разгледувањето на состојбата во која се наоѓа една од најстарите културни установи во регионот. При тоа, тој потенцираше дека определбите на Министерството за децентрализирање на проектите за култура од главниот град во другите градови во државата со сигурност ќе го опфатат и Кочани, со посебно внимание токму за потребите од реконструкција на Центарот за култура. Она што ме радува е тоа што гледам дека прво има расположение и од локалната власт, самите вработени се мотивирани, имаат идеја, имаат визија и се разбира самиот културен центар има долга традиција на работа во интерес на граѓаните. Така што, јас на вистина и покрај тоа што сега состојбата е тешка, сум оптимистичен дека во период од неколку години ќе успееме да му го вратиме стариот слајај на овој културен центар. Освен инфраструктурата, ќе работиме и на создавање на нови работни места, така што сите оние места кои што се упразнети, еве слушнав дека луѓето заминувале во пензија и така натаму, ние ќе инсистираме да обезбедиме услови за вработување и кај нашите колеги од другите министерства, така што да го заживееме и да го дигнеме и капацитетот човечки на самиот културен центар да произведува силни културни содржини, повторно во интерес на граѓаните на Македонија. Во обиколката на Центарот за култура, што во придружба на градоначалникот Илиев, председателот на Советот Солевски и директорката Димитрова ја направи министерот Алагјозовски, рече дека повеќе од сигурно е оти објектот ќе добие внимание од државата. Прво сум секако воодушевен од архитектурата на овој објект, кој што во годините кога бил граден, бил очигледно граден и со голема естетска димензија, меѓутоа и мултифункционално и сето тоа убаво вкомпонирано како архитектура, за да ги обаува сложените дејности на еден културен центар. Ова што сега го гледаме, за жал е доста руинирано. Некои домови кои сум ги посетил се и во полоша состојба, но се разбира има и културни центри кои што се во многу подобра состојба. Во рамки на посетата на Кочани, министерот Алагјозовски беше запознат и со активностите и проектите што ги реализира Центарот за култура, самостојно и во соработка со другите институции во градот. Присуството овде е можност и да го види новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков.